Беа во брак во владата цели 7 години. По изборите се подкараа, во последниве месеци се разведоа, ама сега ќе се смируваат за локалните избори. СДСМ и ДУИ не знаат каде тераат. Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој пред само некој месец целосно се огради од Ахмети, денеска најави дека вратите за соработка на изборите се отворени за сите, па дури и за нивните поранешни партнери, кои важат за една од најкорумпираните партии во државава. Директно прашан дали на предстојните избори би коалицирал повторно со ДУИ, Филипче не се одрече од Ахмети како пред тоа, туку рече дека биле подготвени да разговараат со сите политички партии. Ке разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. Изјавата на Филипче следи само 2 дена откако влијателната пратеничка Сања Лукаревска јасно се огради од ДУИ и порача дека заслужувале да останат во длабока опозиција. Заслужуваат да останат длабоко во опозиција затоа што на овој народ му е доволно од пречките што ги имаме меѓу политичари од различни партии, а како капак на ова да слушаме дека ќе има протести затоа што некој смета дека веќе не е на власт и не може да ги влече конците како што беше претходно. Но не е само Лукаревска. И самиот Филипче во декември јавно призна дека неговата партија падна на изборите и заради поданичкиот однос кон ДУИ. Да се остане во влада или да се одржи владата некој период подолго, а при тоа сериозно да биде оштетена нашата позиција. Впрочем, тоа се случи во последните години од владењето од 2022 до 2024. И да е само оваа изјава. Лидерот на СДСМ отиде подалеку нарекувајќи ја ДУИ за корумпирана, а нивните закани за опасни и неприфатливи. Коруптивната стигма што ДУИ ја носи со години е нешто од што јасно и недвосмислено се дистанцираме. Нивната реторика и подигање етнички тензии се опасни и неприфатливи за едно мултиетничко општество. Очигледно СДСМ како без компас се лизгани с политички тобоган во обид да обезбеди успех на предстојните локални избори. Па така Филипче цитира некакви си анкети кои покажувале дека нивниот рейтинг се зголемува. Но исто така се расфрлаше и со критики дека владината коалиција почива на теснопартиски и финансиски интереси и била осудена на пропаст.